Готвењето дома треба да не опушта. Треба да ни даде мир, начин како да си најдеме утеха во храната и да подготвиме оброци кои ќе им се допаднат на сите. Денеска ви избрав еден таков оброк. Малку е калоричен, меѓутоа ви ветувам дека ќе ве врати на времето кога вашите баби ви печеле компири во шпоредот на дрва, барем јас имав таква баба. Инспирацијата ми е денеска од нејзе. Ќе подготвиме компири печени во рерна. Компирите ќе го извадиме целото период внатре и после повторно ќе ги наполниме со различни полненици кои ги има од нашето македонско поднебје. Во суштина е турски рецепт, како и многу рецепти од нашата кујна се повторуваат, се преклопуваат. Така јас денеска ќе ви подготвам пилешко со полнет компир. Се гледаме во кујната, а јас се надевам дека денешниот рецепт ќе ги погоди вашите вкусови. Храната која ви пружа утеха, храната која ви го прави домот да ви мириса на дома е секогаш едноставен рецепт. Ќе употребиме скромни компири. Јас имам денеска огромни, бидејќи она што сакам да го направам е да ги испечам во рерна, без воопшто ни да ги солам, ниту да ставам масло, ќе ги ставам директно на решетката околу 1 час. Компирите, самите од себе со течноста која имаат внатре, ќе направат едно прекрасно пире, ќе ги оладиме, ќе засечеме едно парче од озгора за да можеме да го изгребеме внатре пирето, ќе го наполниме со совршени сирења и одредени македонски намирници кои ќе ве вратат во минатото, а со тоа ќе подготвиме како прилог пилешко месо со прости 2 зачини, само со рузмарин и со сенф. Ви ветувам дека мирисот кој го имате од компирите и пилешкото ќе ви направи вашиот дом да мириса на вистина на дом и да го собере целото семејство. Имам 3 компири, тука има околу 1 килограм компир и ќе ги ставам во рерна. Ќе ги ставам на 200 степени околу час и половина. Ќе видите дека се готови кога ќе ги боцнете со вилушка и вилушката лесно пропаѓа во компирот. Ги заборавиме 1 час компирите, а за тоа време најпрвен ќе го подготвам пилешкото, бидејќи му треба едно 15 на минути да се пржи на оган. Ќе загрееме тава. И додека нашата тава се загрева, ќе ги подготвиме зачините. Во кесичка за маринирање ќе го ставам пилешкото, а внатре ќе додадам само сол, бибер, рузмарин и сенф. Ништо повеќе. Сакам пилешкото да биде баш неутрално, бидејќи вкусот на компирите ќе биде малку појак. Ќе додадеме неколку вида на сирење, меѓутоа повторно неутрални. Ќе ги сечам на парченца стековите, бидејќи сакам да не биде цел стек. Не затоа што е нешто тоа дел од рецептот, туку затоа што така ми се допаѓа. Стековите ќе ги ставиме во кесето. Ќе ставиме 1 лажичка рузмарин. Ќе ставиме скоро 2 лажици сенф. Тоа гледајте да не направите како што правев јас. И да го развачкате сенфот на надворешноста на кесето. Ќе додадеме малку од нашето брилјант масло. Сол и бибер. И ќе ги измасираме пилешкото за да ги примат сите зачини. Нема да го маринираме. Меѓутоа секогаш доколку сакате, секое месо кое се маринира подолго време, ги поприма вкусовите и мирисите на сите зачини кои ги употребувате и убаво е да одстои. Меѓутоа во нашиот случај нема да биде тоа потребно, ќе се ја употребувам само за убаво да го измасирам пилешкото со сите зачини. Ставаме од нашето брилјант масло, колку да ја прелие тавата, и го додаваме пилешкото. Би сакала да ви кажам дека сончогледовото масло е богато со есенцијална масна киселина, односно линолна киселина, и е меѓу најдобрите извори на природен витамин Е, односно токоферол, што го прави едно од најквалитетните масла за јадење, а витаминот Е е мокен антиоксидант, што значи дека ги штити клетките на телото од оштетување,
се резултат на изложеност на загадувачите на животната средина. Исто така му помага на вашето тело да создава црвени крвни клетки, односно да го одржува функционирањето на циркулаторниот систем. Додека нашето пилешко се готви, а компирите се печат во ревната, ќе ви го подготвам она што е сос со кој треба да ги измешаме компирите. Ќе ставиме една лажица малку стопен путер. Не треба да е многу стопен да биде течен, него само малку да биде на собна температура. Е доволно. Ќе ставиме неколку лажици убаво фета сирење. Сето ова ќе го измешаме во пирето од компир. Ќе ставиме убав крем сир, односно рикота сирење, младо сирење. И ќе нарендаме гауда. Гаудата ќе ги врзе сите состојки и ќе направи да се тегне секогаш кога ќе извадите парченце од вашиот полнет компир. Ќе нарендаме сака. Така како да склопувате пире, само што ќе биде наполнето во компирот. Ќе направиме уште дополнителен додаток со кој ќе го наполниме компирот. Кога одите во Истанбул, се многу се популарни овие полнети компири и имате цел бар со салати, со различни полненици, односно све што може да се стави во еден компир, има пинџури, најразлични салати кои се прават од павлаки, од мајонези. Ќе намалиме и ќе го оставиме пилешкото да се динста. Сите сирења само ќе ги промешаме за да се соединат. Ќе ставиме малку сол и бибер. Не ставаме други зачини. Ќе го ставиме на страна, додека го пропржиме пилешкото, подоцна ќе пропржиме малку црвена пиперка со кромичче и црвен пипер, за да му додадеме боја на компирот кој ќе го наполниме. Моето пилешко е готово и не знам дали се сеќавате, во претходните емисии ви покажав како да имате најмеко пилешко на свет. Најмекото пилешко на свет може да го направите така што ќе земете едно тенџере кое е веќе загреано, ќе го ставите пилешкото внатре без никаква сол, апсолутно ни масло, нити вода и ќе го покриете со капак. На тој начин пилешкото ќе продолжи да се готви од сопствената топлина. Јас моето го оставив таму за да поприми од своите вкусови, а за тоа време ќе го направам и третиот додаток кој ни е потребен за компирите. Ќе потребиме прости намирници, црвена пиперка и младо кромичче. Го сакаме тоа само до згора врз полнетиот компир со сирење, за да добиеме различни бои. Додаваме во загријана тава нашето брилијант масло. Ќе додадеме 2 млади кромичиња. Да се пропршат. И една црвена пиперка. Благо ќе ги пропржиме. Не морам да ви повторам колку многу ги сакам црвените ајварки пиперки. Имаат една исклучителна благост во себе, многу ми е криво што ги нема преку цела година. Кога би ги имала, мислам дека би секој ден би ги јадела. Така да додека ги имаме, јас ќе ве удавам со рецепти кои содржат пиперки и ајварки.
ги додаваме во кромидот. Сол. Црн бибер. На крајот ќе го дадеме, бидејќи мене фантастично со компир ми доаѓа нане, имам свежа нане. Имам и бова зелена боја. Само благо ги пропржиме додека не омекнат. И се гледаме наскоро, моите компири се скоро готови. Да ви покажам како да ги наполните. Нашите компири, излезени од рерна, веќе оладени. Се враќаме назад за да ви покажам како треба да ги направите цели. Лушпата останува, убаво ги измив со четка, ги истривме под вода, за да може да ги изјадете буквално со се лушпата. Ке засечеме еден дел горе, затоа што ни треба да остане кадичката. И со една лажица ќе го испразниме пирето. Внимателно. Бидејќи сакаме после да го наполниме компирот со истото. Истата содржина. Ќе го изгребам и делот од клопците што го извадивме. Бидејќи не сакам апсолутно ништо да се фрли. Му доаѓа малце како по фенси пире. Како изгледа печената содржина внатре. Има баш зачаден вкус и мирис, бидејќи се печеа без апсолутно ништо. Малко ќе ги изгвечиме. И ќе го додадеме нашето сирење кое претходно го подготвивме. Значи ставивме путер, рикота или крем сирење, фета и гауда. И со истата содржина ќе ги наполниме компирите. Убаво притискајќи, бидејќи ќе ги вратиме во рерна да се стопи целото сирење. Ќе нарандам уште малку гауда, бидејќи тоа е тој што ќе се подпече. Ќе посолиме.
и ќе нарушиме питер. Одат околу 7-8 минути во рерна, само да се потпече гаудата и да се растопи, сето тоа да стане една кремаста содржина внатре, а ние веќе се гледаме со постижен оброк. Тоа беше се за денеска. Денеска ви подготвив полнет компир со пилешко, кое се спремени на едноставен начин и тоа изгледаат како совршена скулптура. Се надевам дека ви дадов идеја за следниот оброк, а ние се гледаме веќе утре во следната епизода на